топлификација на Лисиче. Владата е во напредна фаза за изградба на гасна когенеративна централа во Охис. За гледачите да им биде појасно, тоа е централа по принципот на ТЕТО, која што функционира веќе во Скопје, чија примарна цел е производство на електрична енергија. Но како нус производ во процесот на производство на електрична енергија се јавува топла вода. Таа топла вода со цевковод, веќе има проектиран цевковод од 110 км, која што ќе го фати Долно Лисиче, Горно Лисиче, Населба Лисиче, сите останати улици, куќи. 110 км. 110 км, да. Така сите реагираат на прва кога ќе слушнат дека е премногу. Меѓутоа, овие 110 км беше невозможно да се направат и со фекална канализација, па ние како ВМРО ДПМН во претходните мандати успеавме да го покриеме цело Лисиче со фекална канализација. Изградбата на топловод или цевковод за топла вода е многу поедноставен процес од изградба на фекална канализација. И плюс почисто Скопје, она што не е проблематично. Апсолутно, дефинитивно. Како што доаѓа зимовата. Тоа е еден проект на кој што ќе работиме во наредниот период многу и Лисиче мора да добие топлификација. И за поедноставен начин на загревање, поевтини сметки, односно поевтина цена на загревање на домаќинствата, поздрава животна средина. Ако го трнеме ние најголемиот фактор на загадување, ја верувам дека во многу ќе се осети во зимскиот период.